Штипот денес е приклучен на хидросистемот Злетовица и според сите најави тоа значи и решавање на проблемите со водоснабдување. Од овој систем јавното претпријатие ИСАР дневно на располагање ќе има 400 литри во секунда, што со сегашните над 300 кои се обезбедуваат од сопствените бунари, проблемот се решава долгорочно. Со тест периодот кој што го започнуваме денеска, во редовна употреба на станица за ултрафилтрација општина Штип ќе има најголема станица од ваков тип не само во нашата држава, туку и во целиот регион. Од ова место гордо изјавуваме дека Штип и штипјани конечно имаат пристап до чиста и здрава вода за пиење. Штип во моментов троши околу 200 литри во секунда, но во одредени зимски, а особено летни периоди, проблемот со водоснабдување е голем, бидејќи потрошувачката достигнува над 300 литри во секунда. Супермодерната пречистителна станица за вода за пиење во општина Штип со најсовремена технологија, ултрафилтрација, ќе работи со капацитет од 300 литри во секунди, со што општина Штип ќе ја има, како што беше кажано, најголемата станица од ваков тип во државата и пошироко во нашиот регион. Сакаме овој капитален проект да го ставиме во функција на граѓаните за поквалитетен живот, но и самоодржливост на хидросистемот кој треба да служи на генерациите граѓани. Хидросистемот Злетовица треба да обезбеди систем за наводнување на земјоделското земјиште, како и да се осигура континуирано снабдување со чиста вода за пиење за преку 100.000 домаќинства од овој регион, што ќе се обезбеди во повеќе фази. Хидросистемот Злетовица е изграден со кредит и помош на јапонската влада и во него се инвестирани околу 20 милиони евра, а само во Штип се инвестирани 6 милиони евра. Хидросистемот Злетовица е предвиден проблемот со вода да го реши на 6 општини од источниот и североисточниот регион и е со капацитет од 127 метри кубни во секунда. До овој момент вода од него превземаат општините Проби, Штип и Свети Николе, а по Штип следна општина што ќе се снабдува со вода од системот е Карбинци, каде прочистителна станица веќе е изградена.